Па, драги пријатели, другари и другарки, дами и господа, не знам точно кој ден е од процесот припремање на шоу програмот Вечер со Тијана. Дојдовме на работа, пошто мора да сработиме нешто и на компјутер. Значи, не може све да се работи на терен. Значи, мора да се смисли сценарио, мора да се смисли синопсис, мора да се викнат гости, мора да се направат прилози, мора сето тоа да се измонтира. Многу работа ме чека, бе, дечко. Така да, повелеле, изволте на там. Шо правите? За вести се спремате? Еве ме ви снимам. Така вика, шо пришмори, па позовете го пачето да гледачи го следите вестите. Еден TV.mk. Добро бе, работи ли некој во оваа телевизија? Hello, hello, што има ново? Ама зашто се излезе од Фейсбукот и влезе на еден TV.mk? Да го префрламе на Фейсбук, колешки драги. Да, заборев дека тоа го правите. Тоа го правите под Facebook и се што објавуваме на сајтот, објавуваме на нашата фан страница на Facebook. Господинот Стојан Синодинов моментално топ листа на најсекси јазици на светот. Абе, што збориш? Кој е на прво место? Француски. Денеска американскиот амбасадор имаше обраќање по денот на НАТО. Абе, што збориш? Да бе, денеска е денот на НАТО. Во Франција така зборуваат. А кај германскиот, извини, го нема нигде. Ау, на пето место е германскиот. Важно турскиот е на 10. Турскиот е на 10-то, а нас нигде не нема. Да, и што по тоа прашање имате вие да изјавите, господине Имаме да изјавиме дека нашата имена е во НАТО. Во јато кон НАТО. Ау, ми се допаѓа овој момент, јато, НАТО. Значи, ни македонскиот го нема, ни српскиот го нема. А види кој е на румски е на трето место. Се шегувам, колега Синадинов, таман работа. Колега Лука, здраво. па како сте? Вие сте задолжени за спортот. Да. Што има ново во спортот, да кажеме, во НБА лигата? Во НБА лигата, еве, Мајами обезбеди учество во НБА плейофот. Иначе вчера се играше Лига шампиони и Кристијано Роналдо постигна неверојатен гол. Па он стално Ножич. син на мајка е, он знаеш дека е роден на изденкал син ми. Точно. На 5 и Наташа Мешковска е родена на 5 Свет февруари. звезди, значи. Свет звезди, значи од звезди да немаш да се саставиш и да се куртулиш. Друго нешто што ќе кажеш, Лука? Ништо тоа, има и убав ден. Добар ден, драга другарице, колегинице, вие што правите? А здрав оброк на денот, пилешка салата. Здрав оброк. Да, вие Ама сте само задо... со слика нема да можам да ви го Не припремам. бе, во живот. зло и наопако да можеш да го припремиш. Ние пасеме по Да, ресторани јас сум во овде. рубриката за здрав живот и патувања, најубавата рубрика. Како? Здрав живот и патувања. Може да ја читате како дел од рубриката Живот. Добро. tv.mk. Секој ден имате предлог здрав оброк на денот и дестинација на денот. Па прекрасно. Кај ќе патуваме, што е најинтересно, што е тенденција деноиве, неделиве, денеска месециве? истражувам за италијанската ривиера. Кога сме веќе кај Италија, дали знаете, драги мои сограѓани, почитувани гледачи, дека ја у животот мој имам 42 години, никогаш не сум била во Италија. Значи, вака изгледа дескот. Ке ве има на телевизор. Вака двај чекаат да излезат на телевизор. Значи, вака изгледа дескот. Овде се прават вести и се што се однесува до нашиот сајт. Драги мои, ова е монтажа. И моментално се сите доле, пошто вести се у оптицају и сите се доле симнати. У камион? Кај сте бе, другарчиња? Здраво живо? Како си ве со лева, со десна држам микрофон? Што правите моментално? Еве чекаме да пројдат 3 минути. Да пројдат 3 минути? Да. Значи и да влезете у вести? Да. У лайв вести? Yes. Драги мои, ова го има само овде во 1tv.mk. И што се дешава овде? Еве господинот ќе ви каже. Господинот, ајде повелете господине, поклонете се и почнете.
с краја нека е. Вести с краја, да, вести. Вести, те молам излези од камион да ме вести за 3 минути почне лајв. Значи да не ги реметиме. Шо има ново денеска? Дени знае повеќе. Дени знае, не ме праши мене ништо. Као на пример, шо е најинтересно, шо тебе ти фаќа око? Па не знам чека да видам да ти кажам. Дали имате тахикардија пред да почнат Трамп вести? бил под истрага. Спремни сте? Да. Може да Кој кашла? Не слуша се Джугуманова? Ти не слушај, ведни малта. Како те отвара црвенава чаша, лепотице? Нели? Многу. Да. Што има ново, кажи ни? Има ново се одбележува ден на НАТО денеска. Да? Да. Значи идеме во јато за унато. Идеме во јато за НАТО, да. Да? И имаме ново вечерни почнуваат 2 емисии. На Кабаранов и на Христијан Баневски. Ау, па прекрасно, ќе му се јавуваме на Христијан? Ке му се Па мора да кажеме мајки и ние. мора да повлечеме нога. Да. Па Джугуманова ти ја посакувам сета среќа на овој свет, имаш уште минута и 26 Фала ти, секунди до Тијана. тебе. Фала ти. Фала ти на тебе, Джугуманова. Дечко Тонац, ти шо ќе кажеш? Имаш тахикардија? Па дигаш тон, дигаш 2 тона. Дигаш 3 тона и супер е. И Па све добро. рок-н-рол. Имате уште 38 секунди, госпоđице, госпоđо. Леле, може да следиме од овде вести лайв? Нема да ви причиме. Не, нема да ви причиме, само да видиме како изгледа тоа. Сакаш да влезеш да читаш со мене? Не, таман работа. С краја било. С краја било. Джугуманова 10. Пазливо. Ајде. Идат. Пази 2. Ајде. Пладени вести на 1 ТВ, добре дојдовте, почнуваме со информација поврзана со денешното одбележување на Денот на НАТО 4 април, која ќе биде отворена за јавноста и ќе трае неколку дена. Во изложбената поставка ќе бидат представени факсимили со заклучните документи, фотографии, знамења, војни знамења на единиците на АРМ. Кабранов ќе ги анализира актуелните теми од разни сфери на општеството. Првата емисија секако е посветена на Денот на НАТО, а соговорникот е националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, со него ќе се обиде колегата Кабранов да направи Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува, не знам дали твојот наслед еднаш ке мо. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега, од тој мерак што го носам, душа гори млада. Не, врати се. Ама тазе си шишан, бе, човеч. Дали он кажа марш тамо? Дали е се под контрола што се однесува до сценографијата? Сценографијата е под За контрол. мојата емисија. И твојата е готова. Готова? Да, Готова? готова. Па ја не сум спремна. Ќе ти Готова? даjem една недела да се спремиш. Па фала ти. Сега ние да ти улетаме. Зашто си кашера на јашчик? Затоа што сум ниска и кога другите растеле, јас сум се криела. Не бе, љубави, супер си. Таман си. А сега не носам штикли, па морам да стојам на нешто Ти качено. ги снимивме и патичињата. Да, нели? Многу добра работа е кога работиш вести, не мораш да размислуваш што носиш од овде надоле. Да. Затоа што те сликаат Да, американци. те сликаат овде. Па те Да. генијално. Нели? Значи не мораш да бркаш гардероба. Да. Како се припремаш ти за вести? Колку време ти треба да направиш едни вакви вести кои што идат Па на зависи. колку дневно имаме вести? Зависи, еве денеска имавме, сега ќе ти кажам точно, денеска имавме 10 вести. Добро, ова е за Меѓутоа, ова беа треба да траат овие дневни вести некои 10 минути. Добро. На нашите гледачи да им го кажеме она што во моментот е најактуелно, што се случува. колку дневно идат вести кај нас на телевизија?
Зборуваш вкупно за во сите Да, информативни да. изданија? Да. Па зависи, обично околу 10 на содржини во сценариото за вести имаме, со тоа што понатаму во текот на денот имаме инсерти од терен, изјави од терен, некој прилог готов. Сега се првите вести нели, Нормално во ти денот не и ги се правиш, најава. не ги правиш сама вестите. Не, јас ако не ми е овде колегата Дамјан Варошлија, на кој што еве вака ќе му се заблагодарам, мислам дека ќе изгинам овде. Апсолутно и не нема само ништо од Дамјан, ова да е спремно. Владко. Да, секако и сите колегата останати. Чаловски, сите се разбира, колеги. и Значи без Чаловски, нив не можеш да Баневски. мрдаш. Да, и колегите од режија, Апсолутно. и колегата сега што не снима, и Сите тој што ги ме сни- снимаше на вести. Сите ги снимив. Да. А кажи ми ти на мене вака кога ќе се случи, да речеме еве јас како ти улетав у студио, како се контролираш да не се насмееш? Па мораш да се контролираш, да не се насмееш. Не можеш да читаш вест за Никој да ден ти на прави НАТО. будали после, да. Да, за ден на НАТО или за тоа дека имало напад во седиштето на YouTube и да се почнеш да се Да. смееш, нели? Значи се контролираш. Мораш. Да, Добра јас контрола забележав има. кога влеговте цело време што правевте и дека се договаравте, ама не смеев да изреагирам. Не, таман работа, значи одлична си. Да. Многу сакам што Мора се да сме дела од еден ТВ. професионални. Ми е драго. Многу сакам. И мене ми е драго. Ми Фала беше ти, драго. Кирило. Се најубаво. Фала ти. Ете, направивме муабит и со колешката Джугуманова, која што ги прави вестите со сите колеги. Одиме понатаму, одиме во монтажа. Ево, дами и господо, моментално се наоѓаме во монтажа, кој ќе збори? Љуба се ќе да збори. Не може човекот да стигне да измонтира све кој што треба, па што гази од смеење. Јако е? Одлично. Јаси задоволен? Ма одлично. Смешно ти е? Све има. Како беше она? Од Силване до Нирване. Од Силване до Нирване. Видае, све има. Ова да влезе во аналите на 1 ТВ, дека Љубац зборуваше со нас на телевизија. Студио. Колега Дамјан Варошлија. Здраво. Како сте? Звака си стално нит на жив се смени, на мртов плаче. Така Па не си тако, sad дојде камерава и ти се така, не си Ванредна тако. ситуација тако се. Ванредна ситуација? Што се дешава? Проблем. Каков? Таков Од кој- општо народен. Од кој тип проблем? Решив ли е? Па блокирана сметка, кој е решлив? Пари, ако се решлив. Значи, пари нису проблем, пара нема Варошлија. Така. Дали знаеш дека колешката Джугуманова така фино раскажа за тебе некои работи? Што не ги знаевме? Викни нека каже. Па мама кажа. Пред мене. Ама она све раскажа. Не знам што. Ама еве ја ти кажем, ќе Што гледаш што на кажеш? телевизор. Па ќе А, видам ги убај коментирам. работа. Дали некој знае да ми каже каде е колегата Васко Спасовски? Не ја знам кај. Ајде кажи На кај. гинекологија. Зашто? Снима емисија. Tamo je Skopje, grad moj ljubav ličen, što mi rascvesni. I daleko od nego ja srećen. И што е тука интересно? Пораките од Словенија за нас, продлабочување на бизнис работката, тоа е бизнис Тоа форум. е најбитно од се, продлабочување на бизнис работката, да влезат некои пари во оваа држава. Така, затоа се залагат и двајцата премиери на двете држави. Какво е твоето мислење? Дали Миро Церар ќе му излезе во пресрет на... Веќе излезе во пресрет. Веќе му излезе во пресрет? Да. Па ние сме Ги онда повика словенечките компании да инвестираат во Македонија. Опа, генијално, Премиерот Заев ингениозно. ќе отвори вратите и само чекам. Па, Прилив на дивока, инвестиции и убаво им кажа, не ги сакаме вашите пари, туку сакаме да ни порасне БДП, животен стандард, работни места да ни отворите и све. Колку е убава вака која правиш муабет со драгите колеги од Дескот, да не речам, информативата, а еве го и колега Спасовски кој што доаѓа на работа у 12:30. Како бе, Џони? Што препала колешке Александра? Не, мене ме занима кај си бил ти сега и што си барал на гинекологија? На гинекологија девојка ми така проверка една чисто и Бактериолошка проверка? Не, редовна гинеколошка. Како и да се вика тоа? Обсервација. Обсервација. Остај го си на Дино, пушти го сега, ти столе си работи. Осте телетаби си. По 3 сат столе. Што има ново во шоу бизнисот Спасовски?
ново што има во шоу бизнисот? Па нема ништо посебно ново. Како би Ново, нема па ништо сега- ново? Лозановски има нов спот. Лозановски има нов хит. Тарабунов има нов спот. Кој има нов спот? Ама дали слушна, Лозановски има нов хит, а Тарабунов има нов спот? Па да, на Лозановски е хит тоа, така? Па хит е. А Тарабунов има нов спот и ќе видиме дали тоа ќе биде хит. А Тамара Тодевска, дали снима Тамара нешто ново? Тодевска ја молам 2 дена више да ми испрати едно видео и уште ја нема и секој ден ми вика ај сега. Снима, денеска има реклама за Значи, снимање, денес да не очекувам ништо. Не очекуј, ја ќе ти пратам вечер. Добро, Ќе се- окей, да, окей. Кога се сретнам со неја, ќе ти пратам Добро, се. окей. Ви благодарам, колега Фала Спасовски, многу ти, продолжите да Дапчевич. работите. Дали може да ве прашам телетабиси, шо толку се смеете? Види ги умрева. Секој ден се смееме вака и ова е... Не знам, немам коментар. Немаш коментар? Немам коментар. Колку сте телетабиси, немаш коментар? Овој колега највеќе ме Овој смее. колега не е нормален. А он вика дека е најнормален, така да... Значи, дами и господа, чекај. Само да кажам, луѓето што работат во деспот и во информативата се луѓе од крв и месо. Значи, нису каки пудер, пишки, парфем, него се нормални луѓе од крв и месо и се смеат и се телетабиси. Киро го го отворил Фејсбукот, отворен му останал. Сергей. Браво, мачиња! Јао! Не, ќе не убие Кирил. Не, напиши, кој му е крив што го остил отворено. Значи, на Кирил Ефремовски му остана отворен Фејсбук. Кирил друг пат не го оставај. Не! Здраво, мачиња! Не, здраво, не, ќе се налути Кирил. Абе, напиши здраво, Ти мачиња! напиши, јас не сносам одговорност. Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мој. Со тебе Зашо што направи? не ми мина лека, од тој мерак што го носам, душа гори изгоре. Кај си, Сергеј Варошлија? Како сте? Сеја ли се доаѓа на работа, кај си тргнал со голубот на глава? Јас сум втора смена. Ти си госпоѓа Варошлија, јас сум господин Дапчевич со бркови. Ете така. Сестра судбина. Да речеме, добри сме ти како си. Ете добро и јас да спремам денеска прилог тема на денот. А што е тема на денот? Кои се новите тенденции? Новите тенденции се многу страшни да ти кажам, заради тоа што вчера беше затварање на модната недела и мислам дека треба да затвора за секогаш. Што збориш бе? Да. Па толку ли сме јадни што се однесува од модата во Многу нашата сме, земја? за жал, искрено го кажам ова, сведок сум низ овие години на неколку модни недели, ама сведок сум и на неколку фейлови или затварања. Ова е многу страшно што се случува. Прво, публиката нема интерес да дојде тоа да го гледа. Затоа што нема ништо. Луѓето кои што доаѓаат да го гледаат не се луѓе кои што ме разбираш како ти кажам, како тргнали у кафич секаде у свет, публиката е многу меродавна. Се знае кој седи у прв ред. Апсолутно. Јас не видов ни една јавна личност позната која што сака да е утек со светските тенденции, да сака да го посети тој панаѓур на чаршави. Буквално, без концепт, без идеја, без креативност. Има исклучоци, меѓутоа тоа ќе го проанализираме вечерва. Ќе бидеме малце посериозни. Да, вечерва во студио 1 ќе Во студио 1 лайв ќе го Не знам дали прокоментираме. знаете, драги мои почитувани другари и другарки, гледачи, дами и господа, дека Сергеј е уствари Тијана со бркови. Да. А она е господин Варошлија, али без бркови. Без бркови. Ете И така. двајцата се шетаме со голуби на глава. И јаукнати сме. Јаукнати сме. Дали ти беше иницијатор, иначе ова е Кико, нашето другарче. Знаат сите. Знаат сите кој си, шо си. Дали ти беше иницијатор на напаѓање на Жарко, шо јаукна човекот? Појма нема. Не знаеш? Не. Следно одиме со Продолжуваме со кратка пауза. Априли Лили, колеги. Априли Лили, драги колеги. Моравме да го направиме.
Моравме да го направиме ова, се надевам дека микрофончето не го изводенивме. Значи се е супер, нема потреба за паника. Нема потреба за паника. Одиме понатаму, следен прилог. Следен прилог, леле, Сергеј, што ме направи жива вода. Сергеј јау. Ти ме шминкаше, ти ме чистиш. Во ред, се враќаме повторно во нашето студио. Ама ти не изреагираш. Ма јас сум профи бре човек, ако и водам Ништо програма. не можеш да ти Ужива изненади. програма водам. Знам, ама ништо не можеш. Не Што можеш можеш да ти изненади? Па евентуално не да речеме, биди се ти измисли нешто. Да дојде Зорица Пунцик у студио. Па каже. Поново се сунце. Само тоа може да го... Може. Дај толку од мене, пошто треба да работам. Ајде, Денес бркај имам работа. ексклузивни информации. Знам, тоа слушам. Да најавам. Да најавиш какви информации имаш, пошто иде за 2 недели. Гледате вие. Па за 2 недели. Која е твојата? Джугуманова, због тебе немам сна. Јас се видао, када би знао, куда си отишла. Јас се видао, када би знао, Джугуманова. Па генијално. Auf Wiedersehen, работете, бидете така. Што правите? Сакате да се снимате за телевизор? Да. Не. Да. Зашо никаш да се снимаш за телевизор, да пееш нешто? Не. Да пеам ја. Ајде. Ај. Habibi Stuastие. Чекай. Како се викаш ти? Едита. Едита? Да. А ти? Елиф. Елиф. Како серијата Елиф? Да. Да, затоа се викаш Елиф. Асие. Асие. Да. А кој е Ајша? Ајша. Ја. А ти си Ајша? Да. А ти си Елиф, а ти си Асие? Овие ми се сестри судбини исто. Да? Ја укнати се скроз. Ајде сега да слушам Ова ти е- да ми отпееш нешто. Сега ти кажам, ова е најукната, не. А што правите овде у телевизијава? Се снимаме. Се снимаме. Се снимате? Да. А кој ви е најбољи другар овде у телевизија? Овој. Коско? Да. Коста. Коско! И Лука. И Лука! Малко кученце ти подарих, красиво, меко, пухкаво. Но видях не си схвърлено, като мене същото. Само по улиците скита се, гладно, болно, мърляво. И говориш, обичате, като мене същото. Хабиби, спиш ли добре? Завзиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. От дяволите обичам тебе. Умира ми се. Како се вика на ромските љубов? А на ромски? Мангавату! Мангавату! Деси Миленце! Абе, не е ново, на користење ни е јагуарчето дадено, љубави. Да снимаме, пошто од мене на сервис ми е колата. Ке бидеш тука? Ајде, ке се видиме, ќе. Тата Миленце. И баш ми чучаше. И ми вика, вчера еден другар, која си возила, ма ти јагуар? Викам, S-Type, кој е тој S-Type? Па викам, Stingu Desert Rose. Што се вози у тоа S-Type? Викам, тоа беше моја кола. Удобна кола, спие, на газ кој ќе даеш, бомбоница, плюс ова е дизелче. Абе, преде, као јагуар, мачкица. Така што огромна благодарност до пријателите кои што се генерални застапници за за Land Rover и за Jaguar во нашата земја, кои што ни излегува во преслед. Идам на премиера на Буре Барут. И да пресечам, да не идам од доколу, пошто театар центар тачно позади мене, позади моја зграда. И да не идам од доколу, ја ќе си ја пресечам и позади зграда
отворена шахта, ја не ја видов и во новиот капут, бау, шахта. Толку вика, мајка ми, толку вика плачеше, вика. Мала која беше, вика, толку не плачеше, колку плачеше заради новиот капут. Кој што го купив од мојата прва реклама. Бев вокал за реклами, тогаш снимав реклами. И многу пари добив, се сеќавам за тоа. И отидов и си купив капут, на Тамара купив патики, на мама и купив чизми, на тато му купив јакна. И бау у шахта со се новиот капут. Никад тоа нема го заборавам. Значи, одиме во Сити Мол, најпопуларниот и најпосетениот трговски центар во Скопје, односно во Македонија, каде што доаѓаат на пазарот од цела Македонија. Тоа е оно што е интересно. Значи, идеме, се возиме натака. Ненормална гужва е низ град, не знам зошто е тоа така, што е многу чудно затоа што е среда. Обично ваква гужва има во Петоците. Така не е. Зашто у среда има таква гужва? Ама колите не ни одат, стоиме. Која го купив и беше премиера на Буре Барут. Сашо Милинковски ја постави у Театар Центар тогаш, текст на Дејан Дуковски. И јас сва среќна сум купила нов капут, идам на премиера на Буре Барут. И да пресечам, да не идам од доколу, пошто Театар Центар тачно позади мене, позади моја зграда. И да не идам од доколу, ја ќе си ја пресечам и позади зграда, отворена шахта, ја не ја видов и во новиот капут, бау, шахта. Толку вика, мајка ми, толку вика плачеше, вика. Мала која беше, вика, толку не плачеше, колку плачеше заради новиот капут. Кој што го купив од мојата прва реклама. Бев вокал за реклами, тогаш снимав реклами. И многу пари добив, се сеќавам за тоа. И отидов и си купив капут, на Тамара купив патики, на мама и купив чизми, на тато му купив јакна. И бау у шахта со се новиот капут. Никад тоа нема го заборавам. Видиш, интересна работа. Сите од овде од Скопје кои ќе отидат, да речеме, тропам, во Белград, кој што е на 442 од овде, кои ќе влезат во Делта или во Ушче, као да влегле у фабрика, као дете у фабрика за чоколади. А ние го имаме Сити Мол, кој што е прекрасен, кој што е идентичен, можда и поголем, да речеме, од Ушче. И ги има сите брендови што ги сакаат и нашите скопјанки. Например, белграѓанките највише сакаат Зара. Кога сме веќе кај Зара, ви спомнав дека сакам да ви раскажам една приказна. За минатата година беше прогласен за најбогат шпанец, за најбогат човек на светот, а неговата жена беше прогласена за најбогата жена во Шпанија. Човекот Амансио Ортега е во прашање, човекот кој е собственик на Зара, Масимо Дути и сите тие брендови кои што ние ги обожуваме, а поготово скопјанките, па и јас сум една од нив, ова е на Зара. Амансио Ортега заработуваше минатата година во еден момент 700 евра во минута. И беше прогласен за најбогат човек во светот, пошто дојде до 80 милиарди евра. Значи, на 80 милиарди евра е проценка на неговото богатство. Го претегна дури, нема да верувате, и Бил Гейтс. И тој човек не успеа да ја купи еден ден живот на својата сопруга, на неговата прва жена. Беше болна и си умре. И сега ќе ја цитирам мојата омилена глумица и драга пријателка Сека Саблич. Сите ви ќе умрете. Така кажа директорот. Бе, морам да идам да си земам научари. А вие, вечер со Тијана. Да не се разбереме погрешно. Шоуто вечер со Тијана, така? Се гледам. Вамо има пешачки, а иначе ќе отидов таму. Бог да чува, професор. Мислам така, треба да се иде на пешачки, да не се прави муабет по телефон кога се оди. Пошто може да паднеш и да љоснеш. А и ти може да паднеш, како така идеш на заечки. Син ми цел ден не мислам. Таму кај Вардар своји
Ете, поминавме на пешачки. Нема да не казни чичко полицаец што одиме. Вон пешачки. Ајде изгаси камера, пошто немаме дозвола за шетање низ Сити Мол. Гаси камерата. Ете, стигнавме, стасавме, да не речам, во Сити Мол и одиме во оптика Zeiss Monocle. Зошто јас реков Zeiss Monocle? Затоа што е тоа најпознатата и најдобрата оптика во градов, во земјава. Значи имаат ланец на оптики и ние се дружиме веќе повеќе од 25 години. Имаме многу убава историја, родителите ни се дружат и ние продолживме да се дружиме. И еве сега и децава работат. Еве го синот. Кај си, сине на мајка? Здраво, живо. Добар си? Супер. Не ти пречи ако те снимаме малце за телевизија? Нема никаков проблем. Ти си на азраст и немаш проблем. Кажи ми, дали вие ќе ме обезбедите со научари за мојата нова емисија? Секако, како и секогаш. Ние ќе ви избереме научари што вас слушаат побава, ќе ја направат и Ма да е можно да може да ме направиш. Сите пред малите екрани ќе се заљубат за вас. Абе, срце на мајка. Ајде сега кажи ми, што мислиш ти дека ја треба да носам? Вака иде сега овој период. Што се сега тенденции моментално? Тенденции се сега овие нешто нова колекција на Кристофер Кейн, новите Гучи кои што ги извадија со доста пролетни убави бои и нешто вака слободно пробајте од Фрайд Сейк. Ова велиш дека е за мене? Да. Баш е некако. Вау, како стои, како чучи? Чучи? Не паѓа. Значи ова, Ке ми требаат научари за гледање, пошто сум ќорла. Ќе направиме и тоа. Ете така. Не е никаков проблем. Ништо, вие ќе ми ги спакуваш? Готово. Дивота, лепота, живот. Ај сега ти мене кажи ми, дали ти мене ме гледаш исклучиво и само во Том Форд? Па Том Форд, да ти кажам, право има доста обои откачени модели, некои помачкасти варијанти. Не, тоа е многу црвено за мене. Ај Марк Джейкобс веќе имам. Вака нешто ја би ти понудил Том Фордот. Ми суфлира црни. Ми сакат црвени научари да станат. Откачени добро. Тренди се. Добра варијанта од Bottega Veneta. Ова ти исто. Сине, па еве ми ги научарите нови. Што сам задоволна. Имате тука колку сум ќурава, пошто ми правевте скоро научари? За вако имаме, да, вашето рецепт. Да, рецептот го имате, супер. Каков угостител е детево, човече, како одма ми ги најде научарите, човече. Врло сам задоволна. Ништо, ова нека биде за така. Ништо, обавили смо то, го завршивме и тој момент, најдовме научари за вечер со тијаме. Како ми чучат? Задоволни сте? Суперишка. Шо ми се убави новите научари, кажи црни. Иначе се викаат for art's sake. И правени се исто како да се правени за мене. Штото кога го завршив муабетот со син ми, кој што иначе многу запален по техника, и така сака да програмира, сака да само на таа тема збори дека сака биде програмер на нови игрици, да измишљава игрици. Ама бе синко, можеш да завршиш 101 школа за да бидеш програмер. На него тоа не му е јасно. А исто што не му е јасно, не му е јасно кога ќе зазвони статичен телефон или ти фиксен телефон. Ние дома немаме више 3 години, немаме фиксен уопште, користиме само мобилни телефони. А и уште едно дете од нашава фамилија исто фасцинирано од статичен телефон и сега ќе споделам со вас Хана, внука ми на сестра ми, малото, како реагира кога ќе открие статичен телефон. И шо прави кога ќе установи дека има гајтан и дека не може да се шета со телефонот. Значи, овие телефони, ние што ги користиме, за едно 10 години ќе бидат сигурно музејски експонати. Кој знае ќе се телепортираме, ќе правиме муабет, вака ќе направиш. Ало, црни, дали сме на линија, може да се снимаме? И повде ти искача камера и ти се снимаш и одма линк че му праќаш на црни. Неверојатно. Тоа ќе биде за 10 години. Слушайте што ви кажам.
Ова со Хана мора да го споделам со вас. Јави се, ајде. Как ќе звониш? Гледай се ако ќе тргне со гајтан. Демек мајка иде звони. Отиде она со телефонот. Кај си тргнала, мори? Не можеш со телефонот, маме, да одиш. До тука. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Зашто го изгасна ова што ни дува? Надвор има 200 степени. Climate outside 30 бе. 4 април. Despacito, mira tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Луда работа. Мојот јагуар вели дека сега ќе оди во рикверц. Види ова, Џони. Ми цркна колата, како бе, па у прва, у втора, у трета. И кога го ставив у рели, тока ми умре. Ова не е емисија, ова е процес за спремање на емисијата вечер со Тијана. Значи, како што реков, процесот соодветствува со тоа, добро реков, соодветствува со тоа да ја морам да се средам. Значи да не се шетам као вака да ме правеле деца за ручни рад или да се шетам не дај Боже овака, а тоа покасно ќе правиме муабет на таа тема, види на што ми личат ноктите. Идеме во мојот втор дом овде во Скопје. Се работи за студио Панаж, кај Граци и Фоте. Ја тука се фарбам и се шишам кога сум во Скопје. Граци појма нема дека ќе доеме. Сега ќе влеземе. Валјда ќе не пушти. Добар ден. Добар ден. Are you decent? Ja. Па здраво, другарице, како се мачките, добро дошли, добре нашли. Тако е. Ова е Граци, дами и господа. Добар ден, мило ми е на сите, јас сум Граци. Граци иначе се грижи за мојата глава, рековме пред да влеземе дека сме во Панаж. Така. А за мојата глава, што ќе кажеш денеска за мојата коса? Рефрешинг благ. Да, многу ми треба рефрешинг. Да, рефрешинг треба благ. се шишнеме Малце да се шишнеме, да ја истонираме. Сакав да направиме паралела ако и како могуче со тенденциите во Београд, што се носи во Београд, пошто доаѓам од Београд, прв пат после 18 години, така го играме. Во Београд, кога ќе влезеш во некое студио, како што е Панаж, да речеме студио Панашен, градско студио, односно фризерски салон или како да го наречеме, така. Кој што е најдобар у Скопје. Таков, да, таков салон е рецимо Простор у Београд. Таму, како што викаат србите, скидај кожу с леѓа. Кога ќе дојдеш у Простор и без 150-200 евра да оставиш за лупам балајаш. Да. Овде тоа го нема. Овој салон е малце по-урбан и Да. ние повеќе сме се одлучиле за да имаме поприступачни цени, а по-креативни глави. Кои се новите тенденции сега у моментов? Новите тенденции се... Што е сега у тренду? Све се преврти, нели? Се враќаат 80-ти и 90-ти. 80 и 90, па тоа е најлошата мода, бе, човече. Тоа е најгора мода ever. Кажи на гледачите дека мене долга коса не ми стои. Не ми стои. Джабе, Ини Ленокс не свири моментално. Изгледам као професорка по биологија од Пинтија.
ке дојдеш ли на рандеву? И в душа радост Знае да им лако да ги направиме косата. до зори ке сме Па ја суши и прави друга структура. И кука, и цвета. Кука, и цвета. Али кој има без него? Но се пак твоја Да, ако имаш тачна, ако имаш кратка коса, onda може се затоа што се шишаш на секакви ми дака. Ја да речеме ова, на душите го шишам на 10 ден. Пошто расте ова. И не го фарбам тоа, пошто Те потpuno молам се за рандеву. Окажи сега да или не да знам, ке дојдеш ли на рандеву? Имате вие овде во Панаш негана коса? Да. Да, имаме секакви третмани. А како ќе ми ставаш се априли? Овде на лавор или на лавор? Па на лавор. Па, може би и на столица и на лавор. Меѓутоа на лавор ќе те биде по-комфортно. Да. Ми беше многу подобрачка. Ја пред 10 дена ја шиша. Дали се случило граци некојаш да ти дојде некој од некој друг салон, клиент, нов човек, со сгрешена боја, да речеме сакала сирота да биде црна, она испаднала зелена. Секакви случаи има. Прв пат кога се офарбав, прв пат кога се изблајхав, многу одамна, другарка една ме фарбаше. Беше дупки? Не, немав дупки. Не знаев што е бланш. Не знаев дека пече. А она, фала Богу, ме направи со 12% хидроген. Како ми го стави бланшот, после 10 минути почнав да кукам. И да викам, ме пали. Знаеш каква ми беше косата? Као лист зелена. Јас, кога отидов во Белград, имав розева коса. Пред 18 години. И дојдов на идеја да бидам црвена. Така, ми падна на памет да ја бидам црвена. И отидов кај еден фризер и викам, ја сакам црвена, вака као ова велашопи. И црвена, и он вика, добро, окей, црвена. После недела дена, викам, не ми се свига више црвеново. Дали може, викам, да се направиме да бидеме бели? И он вика, може. Не може. Па видиш кај него може, че и отидов со мастика на глава од фризер. Роđen da budeš moj, bez tebe poludeću. Rođen da budeš moj i samo moja nisi tu. Значи, другари и другарки, ова е дел од процесот, спремање за големиот шоу програм Вечер со Тијана. Сега на многу жени, одење на фризер, одење на педикир, маникир, има уживање и опуштање. За среќа, во градов постои Панаш и постои Силуета, кај што ја можам тоа као моја друга куќа е. Мене иначе ова во принцип ми е мачење. Одење на фризер, одење на педикири, маникири, губење на време ми е тоа. После ќе се опуштам ја и мислам дека имам идеја кај да идеме после. За да се опуштиме, да бидеме у малце у зен фаза. Со направен нокт, не овака. Кажи сега да или не да знам, ке дојдеш ли на рандеву. И в душа радост е, штом јас и ти до зори ке сме пак. Следно не знам јас, дал пак твој глас ке каже јас заборави. Но сепак твоја сум, штом чув твој збор, те љуба мила знам. Така бе, бахе бе. И полека да превршуваме.
Дај да си идеме по патот. Да правиме ногти, да не вака да се шетаме. Си одиме од Панаж, ја мислам дека ви се допаѓа мојот фризур. А да, тоа, па нормално, природно и разумливо дека ќе носам и сталак. Зошто? Затоа што сум ја момак за све. Значи, и снимам, и пеам, и глумам, и водам, и носам сталак, бе брат. Значи, што ќе рече, одиме во силуете, да не се шетам како ромка на матура. Фала пријатно. Follow me. Скопје е најубаво кога мирисаат липите. А знаете која е најубава улица во Скопје? Ленинова. Ја ќе си ја викам цел живот Ленинова. Констернирана сум човек. Не си го познав школото. Ова е моето школа, Писталоци. И Горан упорно Горан, човекот што е моето второ јас, што ме снима, вика бе Писталоци, бе викам не е Писталоци, не си го познав школото, човек. Човече, не си го познав школото. Дали ти се веруе? Леле, тука имавме физичко. Знаете дека имав 0 по физичко? Да. Идам ја така еднаш дежурна, идам да си го земам дневникот и нормално и природно од наставничка канцеларија до училница, у патот си гледаш какви ти се оценките. И ја физичко, последната графа, имам што да видам. И тоа нешто 2 месеца пред крај на школа. Вика 0, 0 и до нулата со молив нацртано слонче. Слонче, ало! Кога веќе ја спомнавме Ленинова, Ленинова од пред 2 години се вика Аминта Трети. Аминта Трети, според матичните книги, а не. Според матичните книги, е свекорот на Олимпија. Значи, дедо на Александар. Значи, ние не сме соседи, ние сме сватови. Значи, ние сме фамилија. А у сватови некојаш иде, некојаш не иде. Не и се. Ленинова за мене секогаш ќе биде Ленинова. А Буњаковец е Буњаковец. Вамо е Дебермало, вамо е Буњаковец. Јасно? Значи, од Апче е Дебермало. До Рузвелтова. А вамо е Буњаковец. Значи, Ленинова е Ленинова. Од увек, за секогаш, ќе биде Ленинова. Јасно ли е? Сега јасно ли е? Плативме паркинг, идеме у силуете. Хај, мора да идеме со лифт, пошто до 5 стварно немам намера да идам пешки. А би требало. Едно време во Белград живеев на 5 спрат, без лифт. Газот овде ми беше. Секој ден, угоре, удолу, ке се качам горе, заборев, леп да купам, врати се назад. Пак ќе се врати, леле, заборев ова, пак. Значи, ногите ми беа стегнати пар екселанс. Иначе Мелина, газдарицата на силуета, ми беше комшивка едно време, пред 100 години.
Така што се дружиме веќе поише од 20 години. Добар ден! Кај си, бе, суки? Ау, се збуни, виде камера и се збуни. Па добродошли у реалити шоу вечер со Тијана. Има сузе, ма што ти убава косата, пак ти е жолта. Добро доку... Дали уште служите чај со од Макдоналдс? Секогаш, да. Секогаш, да. Убаво изгледате сузе, многу сум задоволна. Кај Мелина? Само што не дојде. Да се симнеме доле, да почнеме ние да работиме дуро овакво. Кај ми е оваквото? Значи се е можно во Еден ТВ и во Вечер со Тијана, дами и господа, се е можно. И да се сними реалити шоу со еден човек, една камера и еден новинар, водител, уредник, сценариста, момак за све, Тијана Дапчевич, Подевска Дапчевич. Значи сега ќе правиме ногти. Во силуете може да прават ногти, може да прават педикюр, може да ти прават третман на лице, горе се мачилниците каде што жените се мачат, вежбаат, пошто тоа не се само справи за слабење, што тука мора и сам да се помучиш. Така? Сузана е иначе девојчето. Уште си девојче, за те знам 20 години. Колку те знам? Значи Сузето, кога си дојде моде, прво ми од врата ме каја Ула, кај си, Ула? И кога влеговме заедно со Гоки, со камерата, само рече Ула, кај си, Ула? Шо ти е, бе, љубави, па ти си глумица позната. Шо преш се овако, шо процес е ова се? Римувер. И ставаш овакви, да се извадат старите ногти, тоа не се овакви као што се гелови, него така наречен гел лак. Скопје граде мој мир, вечно ќе ја сакам, убоста ја створја. Скопје граде. Така што имате мадеротерапија у Скопје, трку Скопје усилуете одма. Многу добра работа е тоа. Има баш резултати, него се милја целулит. Така е. Ама не само заради целулитот, она со мадеротерапија целулитот се како се вика, се разградува, ама и ти го обликува телото. Чајот од Макдоналдс, шувени чај од Макдоналдс од силуета. А зошто ние пиеме чај од Макдоналдс? Чај од Макдоналдс пиеме затоа што Макдоналдсот е најдобар покрај кафето и покрај разноразни зелени чаеви и џумбири и свашта нешто. Чајот од Макдоналдс, односно Макдоналдсот е најдобар диуретик. Ја исфрла онаа вода која што не ви е потребна, односно онаа вода која што ви се задржува. Многу сум препаметна, у теорија све знам и после ќе отидам у седмица и ќе изгледам цел хамбургер со многу мајонез. Тоа е! И колку временски трае овој гел лак, љубави? Ако не си... 3 недели. Ама ако не си мајка, жена, мајка, кралица... Толку. 3 недели? 3 недели. Шо збориш? И со работа, и со... И миеш судови, и рибаш подови, и менјаш пелени. 3 недели? Да. Па дивота, лепота, живот. Еј, здраво! Дојде! Дошол! А ја уште прашајам Сузе, кај ми е Мелина? Моја. Човече! Че Sit да се down! разоружам јас со овие мои работи. А ти од канцеларијата ти работи 024. Во кола ми е. Затоа функционирате безпрекорно веќе 27 години. Така е. 27 27, да, ова пролет баш мај. Дали пред 27 години вие каде бе суки? Едва и дочека да си отидеш. Најде ти го таман тоа. Пиеш веќе нешто пиеш? Да, па нормално Нашиот чај од чај. Макдоналдс, чувени чај од Макдоналдс, Може усилувате да што го мене дава. со зелен чај, да, едно кафе цај. Да се видам Гледате, Тијана. Мелина пие зелен чај. Значи цел живот Да. пропагира здрав живот. Мајка на 4 деца. Вака си седевме 5 или пред колку 4? години? Пет или 4 деца? Пет. Машала. Жена, мајка, кралица, мајка, 9 Југовиќа. 5 деца, машала. Зашо се мисля 4 машала? Па не ми ги броиш овие две што се појавија у пакети.
Тачно близнаци. Да. 27 години има ти која го отвори силуета кај мене у зграда. Да, Односно па тоа ме Благица. подсети сега, кога спомнах чај ово, оно, ја и ти така за некој фестивал се спремаше нешто, не знам што беше, у некој махопки бели, нешто се појави. Да. Треба ова, треба она. Да, тачно. Ние мали кога бевме се качуваме. Не сме се промениле многу. Не уопште. Само што ти тогаш имаше црвена крв, црвена коса. Да. Као чашана. И ти беше виткана. Виткана. И Така се сеќавам кога дојде долго прв време. пат у зграда, викам, тоа со Здрман се дружеше, и викам, човече, девојчево колку е убаво, као да е друга планета. И после се преселивте горе на 11 и почнавте да работите силуета. И бевме најфенси зграда у мало. Пошто кај нас нон-стоп имаше луѓе, жени. Од 8 са бајле до 11 Да, тогаш и работам. тоа ја прашав Сузе, баш ја прашав Сузе, колку просек жени доаѓаат дневно? Од Сабајле од 10 кога ќе се отвори, кога ќе почне да работи. Околу 100. Да, реално вака. У просек. У просек за да се Секој различни ден. работи. Вие и у неделите работите, Да, и у така? неделите. Стално е сезона, стално треба да Да. не биде сезона. Се слагам. Мислам дека Постојано тоа треба да се грижиме Да. и за своето тело, и за своето лице, и за својата коса, и за своите ногти, и за својата внатрешна убавина. Да, така? Да, пред се Редовно внатрешната редовно зрачи да надвор. пиеме колаген. Да, Така е. суплементи што треба да ги Така е. пиеме со Чај текот од на Макдоналдс. годините. Да, чај од Макдоналдс, здрава исхрана, редовно и помалку. И после Тесто ќе изгледате благо овака никако. као мајка на 5 деца. Фала многу. Никој не може да поверува да го нема 5 деца родени. А јас си ти ги знам. Значи, пошто Браке, еве ме доаѓаат нови клиенти во силуета, да се објавиме полека, да кажеме дека ќе се дружиме поинтензивно во следниот период такоđe. Значи, никогаш не треба да биде сега е сезона да Ти барем си послушна, не си ко сестра. А да не иде. Немој да јадеш. Јас сум Кристина јаде со седна. Значи, стално треба да ви биде сезона. Стално треба да се грижите за вашата внатрешна убавина и за вашата надворешна убавина. Повелете кај Мели и силуете. I love you, Мели, фала ти, љубави што дојде. Само преварда свој води точи и лично водно шири лик свој мир. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расуте сни. Таму е Скопје, град мој љубав блиže, што mi rasute sni. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, no quieres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Идов да работам, неки ќе да се зезате, а неки ќе да радимо. Ај здраво.